Так, он би сакал да стане... Се враќаме овдека повторно во програма. Така, ние релаксирано. Јас најавив дека имам навистина трема кога разговарам со господинот Мајк Зафировски и неговиот син. Нормално не го исклучуваме. Но полека почнувам да се опуштам затоа што сепак не говориме многу за онаа бизнис сфера, но сепак би ве запрашала затоа што на почетокот направивме муабет дека македонците доволно знаат што сте направиле, кој сте, што сте, така да и онаа кратка биографија која што би ја кажала, верувам дека не само што би била оскудна, него би била и веќе слушната. Кој е вашето потекло, од каде се вашите корени? Вашиот син кажа дека Скопје најмногу го сака, онаму каде што ви имате играно фудбал во дворот, но од каде е вашето потекло, вашите родители, вашите корени, вашите предци? Јас сум се родил во Скопје во ноември 1953 година, а мајка ми, Љубица Апостолова, се викаше пред да се жени од Тетово. Многу беше горда од Тетово. И татко ми беше од малечко село меѓу Гостивар и Тетово. Они се преселија во Скопје, мислам, 1930 година. И во Скопје сме живееле, ама секогаш кога имавме шанса да путуваме низ Македонија, путувавме стално и многу. Колку често ги посетувате местата од каде што се вашите родители? Во Скопје највише роднини што имаме во Скопје, ама во Тетово секој втор пат кој ќе доаѓам, ќе идеме во Тетово. Во Гостивар не сум бил одавна, те кажам право. Така, а дали еве сега јас кажав дека вие со закаснување дојдовте и поради тоа и закаснивте на емисија затоа што во 2 дена изгубивте, овдека нели по програмска шема имаме патување, шетање, ние имавме крстарење со брод. Сега некако денеска ве притисна и за неколку минути, за неколку часа поточно требаше да ги видите сите убави. Имате ли време да го посетите еве Гостивар овој пат? Утре се надеваме ќе идеме во Свети Неум и кога ќе се враќаме во Маврово и може во Преспа. Ја ќе мора да путувам, ја ќе идем во Кина за Олимписките игри во четврток сабале. Многу близко, да. И ќе немам толку време, ама се надевам другиот пат кога ќе дојдеме да идеме во Гостивар. Кажавме дека сте дојдени овдека со вашата фамилија, вашата сопруга е од Соединетите Американски држави. Кажавте дека имате 3 сина, едниот е овдека до нас Кирк. Дали може да ги поздравиме останатите членови од семејството кои што се овдека? Наравно, фамилијата е гордост на мојот живот. Ете, тоа дете, тоа е 2 метра и... Тоа дете? 2 метра и 5 сантиметра, 18 години е, одличен кошаркаш. И мојата жена, Робин, не знам дали може да видите, она е позади таму кај на пулот. Hello, Robin. Еве камера, ве молам, овдека на базен. Ужива сопругата. Поздрав. Овдека и од нас. А третиот син сега дојде во Скопје предно 2 сати и сега во кола и он ќе дојде и може и он ќе игра фудбал во 6:30 кога ќе играме со владата денеска. Како никако ми кажеште, значи, таткото бизнисмен, еден од првите бизнисмени со 30 годишно искуство и двата сина спортисти и третиот син. Сите три се спортисти. Сите тројца спортисти. И жена ми е спортиста исто така. И сопругата со спортист. Значи, спортско или бизнис семејство? 50%. Значи, вие кажавте дека вечер нема да играте? За сопругата да не прашувам? Не, ја ќе играм ја. Ќе играте вие? Ме прашали да бидам ја тоа капетан. И се надевам дека ќе играме, тоа е трема, кој реков пред тоа. Трема да играш добро пред и пред твоите пријатели и пред владата. Така, јас ќе ви кажам дека ќе ве лабавам сега, ќе ве оставам да се одморите, да се спремите за вечерашниот надпревар. Ќе биде густо, знам дека ќе биде густо. Ми вика Крк ќе даде 2 гола денеска, ќе видиме. Чекаме, ова да не биде фудбал, баскет да биде. Александре, ондека на другиот пункт со Ламбе Лабаковски, јас ќе ви се заблагодарам што одвоивте време да бидете овдека со нас гости.